Почитувани медиуми, почитувани граѓани, најпрво нека на сите нас заедно ни е честит 1 мај и конечното остварување на работничките права станува и реалност во нашата држава. За 2 години покажавме дека како социјалдемократска влада навистина се грижиме да со секоја законска измена, со секој нов закон ги придвижуваме правата на работниците поблиску до целосно остварување. Предизвици постојат пред сите нас, но заедно со синдикатите, со работодавачите, со сите членови на владата на Република Северна Македонија, ние се трудиме да ги усогласиме со европските директиви, со меѓународните организации на труд кои што ни укажуваат дека како држава ако постигнеме квалитетен социјален диалог или усогласување и на правата на работниците, но исто така и на можностите на работодавачите, ќе постигнеме продуктивен работник кој што навистина ќе придонесе кон раст на економијата во државата. И токму затоа како министерство и како влада се фокусиравме на социјалниот диалог. Овозможивме сите синдикати и сите организации на работодавачи, дури и оние кои што не се репрезентативни, да учествуваат во диалогот, да го дадат своето мислење, да го дадат својот придонес, се со цел да навистина на една маса донесуваме одлуки за доброто на секој работник, за доброто на секој работодавач во државата. И јас сум сигурна дека како што постигнавме зголемување на минималната плата уште во 2017 година, консензуално помеѓу сите засегнати страни, ги обештетивме повеќе од 10.700 стечајни работници за една година со 3 законски измени. Јас сум сигурна дека и во наредната година ќе го донесеме законот за работни односи, кој што ќе биде усогласување помеѓу сите засегнати страни од една страна, но исто така дека ќе зголемиме и минималната плата, кој што ќе биде во интерес и ќе донесе до попродуктивни работници и развој на економијата во државата. Ви благодарам.